Почитувани, добре дојдовте во новото издание на интервју, сезона 5, епизода 2. Чест ми е денеска да разговарам со Ѓорѓи Лјатко. Добре дојден. Добре дојдов. Автор на две многу интересни книги, а тоа е поводот за разговорот денес, од каде ќе почнеме, а ќе видиме до каде ќе одиме во минатото. Муабети од Охрид. Активист, активен и на социјалните мрежи, меѓутоа и надвор од виртуелниот свет кој е денес многу атрактивен во реалноста за многу горливи теми и прашања кои исто така ќе бидат предмет на овој наш разговор. Охрид е град со голема историја, 7 милениуми цивилизација, така барем велат археолозите, најстариот град со континуиран живот во историјата на човештвото. И веројатно тоа дава посебна тежина на генерациите кои доаѓаат една по друга, да го чуваат минатото и спомените на минатото, меѓутоа да се одговорни за еднината. Веројатно се отвараат со самиот вовет повеќе дилеми и прашања, меѓутоа овие две ваши книги, од која втората Муабети од Охрид излезе овој февруари, фрлате на светлина на интересни моменти од минатото на Охрид, на не така далечното, меѓутоа моменти кои за жал новите генерации можеби не можат да ги видат, бидејќи брзо ни се менува Охрид. Колку брзо се менува Охрид? Така. Ај прво да се представам, кратко. Ѓорѓи Лјатко, роден сум, да речам, минатиот век, малото делува така старо, 1959 година. Во Охрид учев, завршив тука основно училиште, тука завршив гимназија и некаде 78 година запишав на електротехнички факултет во Скопје. Значи, се определив на друга струка за разлика од пишување во кој што спомнавте сега. Електроинженер по професија. Електроинженер во пензија сега. Во пензија сега, тогаш бевме во тие првите смерови информатика, сега компјутерски науки, кој студии беа во склоп на електрофакултетот во Скопје. И сега така се среќавам со пријатели ми, кажа што сега ти на овие години се реши да пишуваш книги. И сега како еден мал увод во Охрид, кој што спомна, во основно средно училиште, има одлични професорки по македонски јазик. Во основно ми беше професорка, сега се веќе покојни двете, Рада Мурговска, во гимназија покојна Зоре Патчева. И од нив, да речам, добив една основа, беа стварно доста строги професорки, али и авторитетни. И од нив го добив тој, да речам, порив, мерак, што кажа, охридски за пишување. И сега, како што замина во пензија, добив повеќе слободно време. И така си реков, ајде, некои работи што се заборавени, што веќе нема и кој да ги спомнува, да ги срочам по еден пишан текст. Почнеме прво преку социјалните мрежи, преку Facebook, меѓутоа има и луѓе кои што сите не го користат Facebook, поготово повозрасни луѓе, и да речам, кои сакаат да тоа што е напишано во Facebook да го видат во една печатена форма. И тоа беше, да речам, една прва идеја да почнам да ги собирам, да речам, овие моменти, овие настани. Дел се од тие настани јас што ги памтам, како јас ги памтам, некои се од други луѓе што јас сум ги слушнал. Сега ќе слушнам кога ќе разговарам со пријатели по чаршија, знаеш, тој настан што го спомниш беше поинаку, јас го знам вака, аме се тоа, да речам, едно богатство на различности, фолклор, кој како слушнал. Има луѓе што јас бев сведок на тој настан, тогаш вака беше, нешто имаш изменато, али главно прилика основата е таа на настани, личности од тој период, и то сака баш да обрнам внимание на личности кои не биле на некои тога врни функции, не биле експонирани. Биле обични луѓе кои сме среќавали по чаршија, на плажа, на надпревари ракомет, фудбал низ градов. Едноставни луѓе кои што на некој начин оставиле некаква трага, обични луѓе во животов во Охрид, во нашиот град.
спомнавте ракометот и фудбалот, и мене ми лежат блиска тема. Да, блиска тема и така фах. Јас ги фатив малку на преварите на полигонче, на градски полигон. Ракомет, и едве чекав со мојот покоен татко тогаш да одиме на надпревар во 10 во 10 во недела беше таа. Во недела и тоа беше празник за опред, колку што збираше полигончето, толку луѓе и плюс. Не ја фатив Грашница како арена, каде што играше, нели, ФК Охрид тогаш, да. Ама го фатив редот од стадионот од Билјани Извори. Да. И не беше тоа така одамна, сега имаме спортска сала, имаме модерен стадион, ќе се гради уште на трибина. Го нема тој дух. Публика нема. Го нема тој дух. Го нема тој дух. Ај ме потсети баш за ракометот. Јас живеев блиску до градскиот полигон и поголем дел од времето слободно тука го минувавме. Ако сме на школа наутро, поручек сме на полигон. Ако сме поручек на школа, наутро напише да брза домашно, полигон беше тука. Спомна за ракометот. Порано, јас, значи, на мој 12 години, тогаш прв пат почнав да одам на полигон. Имаше само една трибина од страната на офицерските згради и зградата кај што беше салонот Симпо и сега, не знам дали е сега инфобюро, мислам, не сум сигурен тука. Беше само таа трибина. Од спротивна страна беше празно. Спомна и сам, ракометот беше празник. Тогаш немавме како сега некои многу забави како деца. Ракомет не беше нешто настан, доаѓа екипи од цела Македонија. Плюс Македонската лига беше доста јака лига во тоа време. Имаше прва сојузна лига и веќе второ ниво беше, мисля че немаше, имаше и втора сојузна, па тек последеше Македонска лига. Имаше многу јаки екипи тогаш. Како да речам, од Скопје работнички имаше јака екипа, Борец, Велес, Партизан, Гевгелија, беше Вардар, беше така, не баш како сега што е Вардар, меѓутоа беше на екипа и тоа беше празник. И баш и во книгите имам спомнато. Деца, сигурно и ти тоа си го видел, очекувавме, не можеш да платиш влезница, карта. Ако беше надпреварот во 10, одевме во 8:30 наутро да влеземе без пари. После пак ќе влегуваме со некој човек, не, да речам, ќе се провлечевме, ама вака влегуваш слободно, никој немаше да не врати назад. Тоа беше празник. Ако тоа беше наутро, поручек ти играше фудбал од Грашница. И тоа беше настан. Јас спомнав дека живеев до полигонов, Грашница беше далеко, деца ние мали, али ќе му кажеме дома, одиме на фудбал и немаше што да ни се преку... Ништо не беше ни далеко, ни тешко, не, толку ќе беше на фудбал, преку Чаршија, па по Гоце Делчев до крајот на Грашница. И таму истиот проблем беше со влез на фудбал, али почекај малку после некој време, еден деца ќе не пуштеаш чуварите и тие што стоја на врата за спортот. Покрај спортот многу настани се спомнати во двете книги, многу сеќавања, како што реков и на почетокот. Еве случајно го отворив моментот за Божик и Коледа. Интересни традиции. Да. Денес имаме последниве 10 години некоја друга традиција која искрено не ја познававме до вчера. Беше поинакво. Сега да речам во однос на тие верски празници има некоја поголема слобода, да речам, поинаку се манифестира. И друг тип на едукација. Тогаш одредени куки само тоа го славеа. Такво беше времето, немаме ни да замериме, или така се живееше. И памтам за фамилија моја, го почуваме посебно верските празници. Божик беше специјален празник тогаш. Во тоа време верските празници се работеше. Татко ми го знаеа дека, например, повеќе човек што ориентиран кон вера, кон религијата, тој ден му дава слободен ден на работа. Немаше проблем. Разлика што какво било времето, било комунизам, религијата била забранета, имаше некој меѓулуѓето разбирање, така да Божник беше голем празник. Дури да речам за нас во куќава наша поголем од Нова година. Нова година повеќе се славеше, да речам, во други фамилии, други луѓе. Тогаш се почна да се формира овај
Комерцијален ефект од западот. Така беше, така беше и веќе Охрид полека почуваше да се развива, се отворија доста производствени погони, фабрики, луѓето почна еден повисок стандард на живот и се свртеа повеќе кон славење на Нова година, меѓутоа Божик беше она што постојано што постоеше, што постојало секој, што не зачувало на некој начин во животов наш, во православната вера, што не зачувала. Многумина ги зачудува фактот, од помладите генерации зборувам, не се разбира на повозрастните, дека Охрид некогаш беше високо развиен туристички центар, според некои статистички податоци по глава на жител, втор во тогашна Југославија, после Вараждин, вкупен број на вработени во индустрија. Фабрики, која ќе се сетам некогаш по 7 ноември околу 15 часот, кога завршуваше една од смените, река народ, на Белград. Прво, обично фабриките се почуваше со работа рано наутро. И ти спомна реки од автомобили за враќање. Наутро беше реки од автомобили и автобуси, што се одеше. Ја прво работав едно време во Застава, фабриката, почуваме во 6 наутро, по 3-4 автобуси само по Јане Сандански одеа. Други автобуси одеа по 7 ноември. Па после нас така имаше некој договор пред самите фабриките, после пола час од нас или час почува да работат емо. Тоа беа реки од народ. Или на пример што ги спомна фабриките, кога се земеше плата, то цела чаршија се радуваше, потоа што ние ако земе плата, чаршијата се полна со луѓе од емо и Застава кои што ќе купува. И тоа на некој начин беше договорено кој во кој ден зема плата од месецот, да не така, ето ви добро да не е во еден ден целата таа работа. Па Застава може би имаше погони надвор од Охрид, преку 3000 вработени. Емо може да имаше 5000 вработени. За Емо точно не знам. А тука беше Отекс, тука беше Лихнида, езерка, Трудбевник, Слобода, па после видеоинженеринг. Тогаш овие предпријатија кои се јавни, горе-долу кај што сега има некои вработувања, воопшто никој таму не се трудеше да бара работа. Сите бара да работат, ставно беа платите доста големи, доста се живееше убаво тоа време од работа во фабрика. Се живееше, да речам, имавме еден стандард за тоа време одличен на живот. Туризмот не беше високо развиен, меѓутоа беше интересен во тие времења. Тоа беа почетоците на туризмот кои го знаеме. Денес плажите беа не беа вакви, како што ги знаеме. Денес беа слободни, ама беа живи со многу луѓе, со многу случаи кои се памтат и прераскажуваат. Туризмот за тоа време не беше на ова ниво. Ево, ние сите што живееме близко до близко бевме до езеро, издававме соби за туристи. И ние дома бевме да речем повеќе деца, фамилија, дедо, плюс имавме место и за гости да чекаме, а да ти не кажам во три соби. Кај се гостите, како се беа, што беа, не ме јасно и сега со едно веце, купатило, кој покасно почна и купатилата, па вецињата беа едно време надвор, меѓутоа сите бевме задоволни. Ке дојдеа гости од цела Југославија, од Скопје, од Македонија, после ден-два веќе стануваш со нив пријател и се знаеше, заедно се ручаше, заедно се шеташе, немаше разлика гостин или сега дошол гостинов, па ќе му побарам или ќе избегам од него да не ручам со него, да не пијам со него. Бевме како една фамилија и уште имаме спомени од тие што се живи, да речем, по моја возраст што беа тога деца, се сеќавам како тоа живеевме. Плажите би беа близко, беше тогаш плажата, градска плажа, од некаде Палас почнуваше до крајот до Трските, до пред мостот некаде, и тука беше главната плажа. Пред дрвен, така, имаше порано дрвен мост, таму беше Трски, преку мостот тешко се стигнуваше, прво имаше друг мост, не беше дрвен, и таму кој со беше повичен, да речем, да преплива, да замени, таму одеш. Инаку беше мостот, да речем, граница на плажите. И основна плажа нас ни беше Петете, кој малку научивме повеќе да пливаме, да речем, да се капиме, а прво беше поплитка плажата пред Палас, кај што беше пристаништето дрвено.
имаше тука едно дрвено пристаниште и да стигнеш на крајот тука се плаќа некакви символична цена на карти. И таму одеа имаше до тоа време чадори, некој така не толку модерни ко сега, ама се плаќаше некоја сума за да влезеш малку да си покрај на пристаништето. И ко деца таму научивме, се после плажа која што ни беше најубава во тоа време беше Горица Трета. Плажата, ама таму одеа ретко луѓе кои има вози автомобили. Тогаш кога ќе оде викнеа некој од комшиите со возила што беа, ни беше празник. Горица Трета на плажа ни беше најубава плажа во ова. Или пешки, ама за викенди, само пошто траеше пешачењето до таму. Копа пораснаме, одевме со точаци преку мостот, па на плажите таму. Не беше асфалтирано, беше земјен пат. Не беше. И едно време исто одевме Канево на плажа. Канево беше исто така интересна плажа. И од Канево што беа да речам деца, веќе возрастни на 17 години со кајчина ставно доаѓа пред Петете, па се правеше круг од Канево до Петете и назад. Така. Во книгата ги спомнуваш старите дуќани, дуќанџи, продавачи за нечи, ги имаше многу повеќе колку што ги има денес. За жал се делот тие занајти повеќе и не постои. Се изумрени, не се користат. Продавници тогаш имаше 3 предпријатија: Охридски магазин, Витамин и Рибар. Нама. Така. Намата беше дел од Охридски магазин, старата Нама. Денес Вајкики, така. Вајкики, кај што така Чинаров, за помладиве да знаат. И последно време се споја во Охридска трговија, која сите тие 3 фирми стана Охридска трговија, која што имаше дуќани, речам, низ цел град и низ сите села. Покрај тоа имаше некои занаети, кои сега се изгубени или нема потреба. Сега, например, имаше кожари, имаше бакарџи, имаше кондураџи, неколку мина во Почаршија. Сладкар имаше неколку сладкарници, бози, лимонади, сладоледи преку лето, ќе спомнам, и дури надвор беше од Охрид познат, лимонаџилница кај Тодор Горичан. Некаде последна локација му беше после летница, така и меѓу летница и делов од Парков Карши Поштава. Тој правеше најубави сокови и сладоледи. Од Скопје кога ќе дојдеа луѓе, специјално кај него идеа за тоа. Сега некој ќе го заборавам, да не спомнам, него морам да го спомнам, пошто беше... Јас се сеќавам на Загреб, тоа беше... Загреб беше, така, наспроти Охридска трговија. Од поштадот надолу, така. Поранешно Мецафорте, се е поранешно. Така. И за ова време е веќе поранешно. И веќе јас новиве ги заборавам, ево спомнам Мецафорте, поќе се сеќавам на постарите, затоа што се знаеше на едно место има една локација и таа локација тука трае со години. Сега како што дојде време се менуваат. Дејности, речам, на едно место на локација. Така, брзо се менува. Многу брзо, и дејностите и градот не се менува. И не можеме се да памтиме. Можда некои други генерации ќе памтат ова сегашно, веќе некои тие ќе спомнат во некои документи потака, ова сега кој сега има повеќе документација, има повеќе можности, видео снимки, фотографии и така натаму, меѓутоа постојат и фотографии од тоа време, што најмногу ти недостига од тоа време? Најмногу ми недостига она дружење што имавме тога и меѓу постарите, а и меѓу децата. Немаше ден да не се некаде соберат нашите стари, кај роднини, кај пријатели и со нив и ние децата нормално за да се дружиме со децата тамошни. Немаше најави по телефон како сега, едноставно се јавуваш и не сега се јавуваш, па можам, па утре, па сега не можам. Едноставно одиш и таму почнеше муабет, разговор. Се враќавме кога идавме навечер, имав роднини низ Варош, тетки таму, братовчеди. Од секоја втора куќа се слушаше пеење. И ке прашав што викам покрит, кој е Себапов? Кој е причинава за пеење? Сега на пример треба да имаш свадба, па да се некој чуат музика од некаде. Нема што посебна причина Себап за пеење. Едноставно се собрале луѓево, домакините, му се погодил муабетот, почнеше со песна.
И пишувате сега, сега за споредба, Да. пишувате на крај за споредба како е денеска. Сите дома пикнати сами, гостини се само децата, ако дојдат од местата кај што се. Да. Нажалост, така е. Во сите, ево, населби, мали, кај што е сега, не можеш да слушнеш детски жагор. Тогаш, пак ќе спомнам тогаш, немаше куќа без 2-3 деца. И кога ќе слеземе надвор, тоа цела мала ечеше од смеење, од екот, од викање. Сега едно до 2 деца, ако ги видиме во малава и толку се. Сите замина појкето надвор од Македонија, доста во Скопје, така се смена животов, таму си барат екзистенција. Дури да речам, жално е, Охрид, ево, младиве се, да речам, сведоци повеќе, жално е Охрид да преку зима е мртов град. Нема никој. Рече си без случај. Нема, ќе дојдат некој празник, Нова година, или ќе го деца Великден или некој друг празник, ако малку градов живне и некој празен градов. Оди по улица навечер, секаде е темница. Градиве се сите едно светло гори во зграда и чудно е дури некаде. Корзото денес не е ин, меѓутоа чаршијата во Охрид некогаш беше преполна со луѓе. Корзото, Џупски рај, така го викавме, Да. значи не е тоа, не е Да. упатено кон никога, Не е навреда, навреда, не е навреда. апсолутно, туку е Не е локација, место навреда. да беше место каде што илјадници млади нели се збира во викендите. На полигонче, ако изгубиш баскет, тројка, ој си дома. Следната имаше 4-5 бојли. После неколку време болја тројка. Така беше. 4 коша на спортски, која ги поставија или подоцна, фудбалски терени, да не правиме муа. Секоја мала си играше фудбал, па расправија, дошол некој од работа, ама децава надвор им си играт. Беше раздвижен Охрид, полн со млад свет. Сега веќе тоа го нема. Некаде 71 или 2 година беше, имаше Охрид многу добра младинска екипа во кошарка. Кошарката не ја спомнавме од првин. Стана прваци на Македонија. Тоа е генерација на Нико Плевнеш. Нико Плевнеш, Авни Абди, Боро Шајн играше кошарка, Ноне Христоски, сега да не ги заборам кој бе уште. Диел беше подоцна? Диел беше подоцна, Диел Никола Михајловски, Здравко Маленко беа подоцна, Јоце Мојсовски, Јован Мојсовски играше, Миле Мари. Стојановски покојниот градоначалник играше подоцна. Јован беше подоцна, тие генерации беа помлади, јас многу пошто веќе заминав Скопје, многу нив не ги стигнав. И мисле стана прваци Македонија младинска конкуренција. Тогаш беа тие годините кои Југославија стана светски првак во Љубљана 70-та година. Многу јака репрезентација на Југославија и ова беше по 2-3 години првенство во Македонија беше на клуб Работнички Скопје со Лазо Лечич и стана некоја еуфорија во кошарката. Екипава наша на Охрид, од Охрид, Лихнида мислам дека се вика. Тоа беше екипа младинска, стана првак на младинска конкуренција. Требаше на некој напревар во Словенија, во Љубљана. Како мислам дека направија некако некоја ујдурма преку скопските, да речам, раководства, не отидоа на првенство нашиве. Али без разлика, беа добра екипа, од нив после се формира и кошкарски клуб Лихнида, кој што се натпреваруваше во Македонската лига. Имаше добри резултати, Миле Покојен Христовски беше тренер, кој што така беше авторитет. Темелите на кошарката, на општо на спортот, али посебно на кошарката, беше авторитетен, страшен, голем работник. И доста од тие играчи има шанса да продолжат во надвор од Охрид. Например, Нико Плевнеш едно време се чини дека го побара во Олимпија да игра. Олимпија беше поврзан точно. Па едно време после него генерации после нив неколку дојдоа Аце Ракичевиќ, покојен сега другар мој, го побара лечи да игра во Олимпија Љубљана. Ама веќе беше тоаш периодот не е како сега спортот комерцијализиран. Да, секундарна да беше сите. Така, прво беше да се заврши школата, и да се врати. Па така се брало. И така, Аце беше можда најголем талент во Охрид. Се сеќавате како ги плаќа спортистите, значи обично беше ако се сака некој клуб сакаше да привлече некого, тогаш беше ќе му се понуди работа, нему на сопругата. За во фудбал знам така. Да, а најголемите премии беа стан или Фиат или тешко бе во Охрид, Охрид на Македонска лига беше многу тешко за прволигаши. Охрид можеше евентуално ако работување, да. Тоа ќе ти спомна, ако вработи во некоја фабрика, ќе што има тешка, поинаква фабрика, тешка, ќе го
ставија да работат во комуналец, во водовод, кај што горе-долу немаше некоја тешка физичка работа. Кај што може да излези од работа ако треба некој тренинг, или едно време беше спонзор на ракометот во Охрид, па сите работници, сите ракометари таму. Отекс беше женскиот клуб беше во втора лига во да, Отекс беше имаше звонрана генерација. И имаше многу јаки играчи, играчки. Да, играчки. Така. И така самите фабрики ги финансираа спортот, вработените тука, да речем на начин му се гледаше низ прсти. Сега и ќе рече некој, ето и тога се правеле некои такви моменти имало, али се било тоа во цел за спортот. Па да го спомним за кошарката, ќе се вратиме пак назад. Кошаркарскиот турнир кој беше преку лето во Охрид се организираше. Југопластика, Партизан. Најсилните во тоа време. Најсилен. Да, апсолутно. Звезда, Партизан, Југопластика, Локомотива, силниот работнички. Тога беше работнички, играше временски купови со Лазо Лечич. Цибона, поранешно се играше Локомотива. Тој играчи сите што беа репрезентативци да во Охрид. Чосич, Јеловац, Плечаш, Кичановиќ, Славнич, тоа беше... Ние живеевме за тие денови. И турнирот во мал фудбал, исто еден од најдобрите во Македонија беше. Кога почна веќе Павас Турис го организираше, знам, доаѓа екипи, тога беа екипите организирани низ градот во Охрид по мали, по населби. Имаше неколку јаки екипи, доаѓаат Прилеп, се сеќавам Варошко мало, тој го значи го памтиш и си го стигнал. Беа многу јака екипа, тоа беше. А најпопуларни беа нели ови холанѓани Есколете, доаѓа најсимпатични. Тоа беше поврзано со туризмот. Сантос и Воска, да. И значи имавме настани кои што нас тоа не беа интересни. И останале во памтење уште. Во книгава спомнувате многу личности, многу анегдоти, на која вака најрадо се сеќавате. Ќе ти спомнам две. Едната е врзана пак со спортот. Пак, јас кога дете, значи спортот ми беше на некој начин многу интересен, и ќе спомнам друга анегдота. Постоеше големо ривалство во спортов меѓу Охрид и Струга. Во можда ми не е на тоа, сега сме веќе повеќе пријатели. И во ракомет, и во фудбал, и во ватерпол. Често доаѓаше, да речеме, до гужви, до расправи, до некој понервозен од играчите ќе направеше гужва. Еден момент ќе ти кажам, со покоен, не го памтам јас тој момент, односно сум бил дете, али сум го слушал. Со покоен Кире Заров. Беше и фудбалер и тренер беше на Охрид, па после замина и во Саса во Каменица. Еден момент што за мене беше многу интересен. Игра во Струга, дерби утакмица, надпревар Караорман Охрид. До 90 минута две пред крај, нерешено 0-0. Дали борба за опстанок меѓу двете екипи, кој ќе изгуби отпаѓаат од лигата. Судијава свири пенал за Охрид. 90 минута и публикава скокат. Охрид да победи Струга, тоа чудо да се деси. Мислам, победувале, ама никој не сака Стружани да се деси. И пенал, и сиве играчи по судијата го обколбет, публиката излезена, и ти метралиште го знаеш покрај вода, излезени наджица да влезет натре да го судијава тепе, да го удрет. Кире Заро беше опасен, да речам, мангуп, можда не е убав збор мангуп, ама шерет. И му вика на Стружани на играчиве, немој да се расправате, кој што игра фудбал знае како е. Ке шутирам десно, Колманов ке скока десно, нека ја фатит топкава, да не се расправаме, се смири ситуацијата. Шутират за десно, Колманов скока десно, сува шутира лево. И му викнав, будала ли еден, ти реков, извини вака, малку изразов, ти реков десно моје, не десно твое. И сега играчи од Струга место по судијата, по Заро, да го вркат по цел терен, тој скокат во публика ваќе охриганиви, никому не шо. И тој така настан што ми го кажува што уште денеска се смеам на тој настан. И затоа ти го спомнав пошто ти си по спортов. Нешто што не се заборавали. Така. И анегдота уште да ќе спомнам, 20 повозрасни луѓе, едниот веќе покоен, доаѓаат на работа кај мене. Дали ќе може да ни најдеш број од една жена во Крушевац? Жената се викала Мира Костич. И разговараме, што е работава.
Доаѓа, едниот беше директор на некој моралиште во Охрид. Ида порано во Охрид на одмор, фамилиарно сите, беше многу интересна жена. Таа беше темпераментна, со нас на пиење, со нас јадење, пеење, песни. Мажот беше многу тивок човек. Таа беше многу интересна жена, сакаме да ја чујаме повторно. Значи, правам муабет, луѓе веќе тога, на 70 години. Да пробаме да ја побараме, вртиме на работа, можевме тоа преку Телеком, Крушевац, па туристичко биро, па ваму работи, таму работи, не знам кај се, не ја најдовме. Едем се шо е муабетов, шо таа е толку интересна. Викат ке ти кажеме зашо не ја бараме. Летно време таа дошла во Охрид и да есен си заминува. Пред тоа си заминува и есен му стигбит на едниот од овие телеграма. Женава пише телеграма. Мира Костич, горе од телеграмата, тоа беа главно телеграми, немаше многу телефони, беше скапо телефонирање, немаше кој сега интернет, компјутери, одма во секунда да поставиш контакт. Поправика телеграма, сутра долазим у Битолју у 4 поподне. Му стигли телеграма и двајца кавалери да ја пречекаат Битола на железничка станица. И се двајца дотерани да ја чекат господјава од Крушевац, Мира Костич. Одат во Битола на железничка станица кај шоутерите, чекаме воз од Србија. Нема вика сега возот е од Србија, стигнал са бајле, сега други дури утре. Како ја имаме сега? Нема нешто грешка е. И грешка си се враќаат назад, па излегот од станицата, начекат друг охриѓанец. И ги гледат. Шо барате овде вие, му е срам да кажете. А нешто имавме работа во Битола, вака, така, и тој му стават потврда, дека тој му пратил телеграма од Охрид во име на таа гостинката и кај трчате, вака, како трчате, малу помислите, женати луѓе, господа, чекате дома, што ќе разберат жените, почне малу мајтаби да играте. И му рекол, слушајте, нема да кажам никому за ова, ама утре морам да летница, или ќе ми дајте ручек овдека сега, никому нема да кажам. Јадели, пиеш, пиели, готово, се смирува работа. Утрената Охрид летница, беше собираниšte на тие луѓе во тогаш. Тие уште не стигнати, цела летница знаела што се случило со оние двајца. И сега тој муабет стално ќе го раскажеа, како ќе зезнал. Тој пратил од Охрид, имаше поштар, не знам дали уште жив, Ристе Ораче, беше главен по телеграмите, го пратил него, кај нешто телеграма, да не кажеш кој те прати. И цела летница, утре, другиот ден биле тема на мајта, на смеење, да речем. Охриѓани се познати, тоа чека, да. Такви настани се чекале, за да утре имаш тема за разговор. Многу настани, многу интересни работи, анегдоти, случувања, случки се поместени во овие две книги, Муабети од Охрид, каде може да ги најдат? Книгава може да се најде во книжница Просвета, во Чаршијата, таа е некаде пред Чинарот. До џамијата е книжница Просвета, тука може да се најдат двете книги, ги има. Јас би рекол задолжителна литература за секој охриѓанец кој сака да го памти Охрид и времињата кои измина, за споредба со тоа што е Охрид денес. И сосема пред самиот крај да се вратиме од минатото на сегашноста. Вие сте и активен, покрај што сте активен на социјалните мрежи, исто сте и активист, екоактивист, дел сте од движењето иницијативата Збогом Буково. Штом го спомнавме Буково, веројатно на секој охриѓанец јасно и на рак раните на Охрид, или сите очекуваме еден ден да се санира и да се исцели целата таа животна средина која сега е загадена таква каква што е проблем кој е наследен со години и потребно ни е системско решение за сето тоа, нели, да се реши. Како стојат работите тука, што прави иницијативата, што барате, што очекувате, има ли некаква комуникација и дали знаете нешто повеќе од колку што знаеме ние? Иницијатива Збогом Буково некаде се формира есента минатата година,
И ме повика иницијаторите да се приклучам на таа иницијатива. Во неја влегува активисти од повеќе организации во градов, главно од еколошки организации, невладини организации, и почнеме со некои активности во однос на проблемот со депонијата Буково. Целта на оваа иницијатива беше и уште е да се затвори, да се најде начин најсоодветен за да се затвори депонијата Буково. Имавме одредени активности, уште трајат, можда не со толку интензитет, како јавен собир. Имавме панел дискусии со представници од Министерството за животна средина и просторно планирање, со некои други невладини организации, со жители на местни заедници. Меѓутоа, многу тешко се движат работите. Знаете и сите дека депонија викаме, меѓутоа тоа за воопшто не е депонија, тоа е едно нестандардно ѓубриште, дека таму се одлага отпад од градов, неселектиран, секако тоа ќе го да се каже, треба, и дека состојбата депонијата е премногу загрижувачка. Сите сме свесни и во овој временски период, а поготово на лето, дека депонијата чади. Кои се причините за чадот, не можам сега конкретно да кажам, меѓутоа сето тоа се делува на сите нас во градов, а посебно на жителите на тие села кои што се околу депонијата Буково. Тука исто тоа е проблемот со загадување на водите. Подземните води од Буково стигнуваат до Охридско езеро, стигнуваат до Преспанско езеро, Седоците, преку во време кога има дождови и површинските води се, да речам, течат таму на извори, таму на пасишта. Така една многу тешка состојба. Иницијативата прави напор да се прво да ги анимира граѓаните за ова што се случува, да разбуди свеста кај граѓаните, а и да ги натера соодветните државни, да речам, служби одговорни за ова да преземат соодветни мерки. Морам да признам дека тешко ни оди малку таа работа. Не знам од која причина, како нема слух во одговорните за оваа работа, одвре навреме ќе стави некоја иницијатива на нивна страна, меѓутоа мислам дека тоа е доста недоволно. Има проблеми, тој е проблем кој што трае години, не е од сега и не е да речам дека една власт е одговорна за тоа сите досегашни власти 30 и кусур години имаат свој удел во одговорноста за ваква состојба на депонијата. Се прават некои напори на ниво на држава. Свесен сум, пак само ова да го кажам, дека ние на општина сама тоа не може да го реши Буково. Тоа е еден проблем регионален, не е само во овај нашиот регион, него е проблем низ цела Македонија. Држава се ангажира тоа да го реши, меѓутоа, мислам, пак ќе повторам дека многу бавно се движат работите. Постои иницијатива за како решение, предлог решение за овој веројатно проблемите на повеќе региони, е тоа изградбата на регионална депонија во Новација. Тоа е актуелна тема во Битола и Битолско деновиве, каде што локалното население организира протести. Тие се сега против отварање на таква депонија некаде во близина на рек Битола, треба да биде, која според најавите на надлежните државни институции ќе биде современа депонија во која соодветно ќе се одлага сметот, отпадот од секаде. Имам печатот дека никој не сака да се изгради депонија во неговиот татар, така ќе кажам, во неговата близина, а од друга страна се давиме во ѓубре. Дали е ова одржливо и на краток и на долг рок? Државата изготви некоја стратегија за изградба на регионални депонии и во првата, да речам, првата фаза од тој проект беа 7 депонии. После неколку време се подготви некој план за изградба на 5 депонии во Македонија. Една е во Гостивар за Полошкиот регион, југозападниот Пелагорискиот регион планиран е во Меглинци
или поранешниот рудник за лигнит суводол за рек Битола. Планирано е во Овчеполијата, планирано е во негде Беровско и мислам дека Скопје петата депонија. Охрид, знаете дека прво беше планирана депонија во Дебарца. Специфична е тоа локација. Прво заради самото што тука се наоѓа делосното подрачје на Охридското езеро преку реката Сатеска и по одредени закони дека тоа не е тука место за изградна депонија. Втора работа е што и самите жители се побунаа за таа депонија и владата, не знам во кој период тоа беше, се повлече од тоа. Испадна план да се депонија гради во Битола. Сега гледаме дека и таму има реакции од самите жители. Таму се 3 општини засегнати: Битола, Новаци и Могила. Интересно е што жителите на Новаци не толку реагираат, колку што реагираат жителите од Битола. Ево, ќе имате прилика да видите дали таму, дали во Дебарца, моментално Мегленци, што е таму се фрва моменталниот отпад од Битола и загадува повеќе можда од нашето Буково. Депонијата што требаше да биде во Дебарца, место една, има сега во Дебарца депонии не знам колку, што уште повеќе загадуваат. Меѓутоа, власта се повлече, дали со право, не можам јас во моментов да решам. Проблемот е сега која ќе е тоа институција државна, што ќе ги убеди жителите на Битола дека депонијата во Мегленци ќе биде направена по сите стандарди. Свесни сме со случувања во државава дека системот е дерогиран, дека луѓето немаат верба во институциите, дека е изгубени. Сега од тука почнува се, луѓето немаат верба во тоа што ќе се прави. Имавме случај последен во Крива Паланка со водата од рудникот Тораница. И тука една скепса се јавува кај луѓето дека тоа нешто нема да биде како што е планирано. И затоа велам ќе е многу тешко да се сето тоа изменаџира, а депонија... А ќе мора. Депонија, ево, депонии стандардни, не мора да име многу далеко, да не одиме Словенија, име странство. Црнагора има изградени 2 фабрики за преработка на отпад. Црнагора има ни представа дека црногорци се луѓе кои многу не се за работа, меѓутоа тие се вовдека пред нас. Македонија остана последна во Балканов со можда Босна и Косово сме тука на некој ниво, односно на менеджирање со отпадот. До кај ќе стигне таа работа, малку државава воопшто не реагира. Требаше, значи, депонијата да се Буково затвори во 2020 година по препораки на УНЕСКО. Помина на УНЕСКО. Помина годините, не се затвори. Сега 25-та година е, општина Охрид доби некои средства деновиве месец март, околу 50.000 евра за подготовка документација за отворање на Буково. Треба тие средства некој да се реализираат. Ако не се реализираат, може воопшто да не се искористат. Министерството за транспорт, Министерството за животна средина и просторно планирање на панелот во декември кога бевме во Охрид, најави дека до јуни месец годинава ќе се подготви тендерска документација за проект за депонијата во Мегленци. Дали се прави, рекоа ќе ви информираме, до се ништо нема информација дека нешто од настрана се прави. Ние како иницијатива сакаме да ја повикаме повторно на еден панел, меѓутоа да ги сретниме и представници на Министерството, и представници на локалната самоуправа. Затоа што имавме такво искуство, едни не дојдоа, другите зборуваат, ние направивме се треба локалната да префали. Локалната вика, ние имаме се, ако таму се отвори, ние тоа ќе го реализираме. И така едно префрлање на топкава од лево од десно и работа стои во, да речам, во место. Луѓето се нестрпливи, ево, и ние имавме од први еден замав. И загрижени. По некои проценки, 20% од смртноста што се случува во не само Македонија и во светот, посебно во Македонија, се должи на последици од загадувањето. Има некои податоци дека после кардиолошките и карциномите, дека заболувања во загадување се трети на листата. Трет фактор за смртност. И тука нема ни некоја политика, сите дишиме исти воздух, сите сме од ова на некој начин
мораме да го тоа спречиме. Не е само или ќе не најдат што вие направивте. Зошто уште ништо немате направа? Не е работа ние што направивме, ова е проблем на сите нас. Не е само проблем на иницијативава или на локалнава или на ова, сите треба да загреши. Ова е прашање кое заслужува големо внимание и многу поголемо внимание. Ние начнавме само дел од темата, нели? И се надевам дека ќе биде високо на листата на приоритети на сите општествени чинители и на граѓаните, дека ќе мора да се разбудиме, да се освестиме дека ова прашање мора да се реши и дека тоа треба да се направи час поскоро. Само едно дополнение, ова е прашање за кое мора да се постави консензус меѓу партии, меѓу опозиција, меѓу власт и граѓаните. Никој не може сам да го реши. Ние сме на иницијатива, утре може и да згасниме, може и да имаме поволна активност, меѓутоа немаме ние капацитет да ова го решиме. Нашата цел е анимација на сите одговорни, на граѓаните за ова да се вршат притисок да ова да се реши што побрзо. Ете, нека биде ова апел за крај на ова емисија која се надевам го задржа вашето внимание. Останете и понатаму со Охрид Нјуз, останете информирани, а јас да се заблагодарам на учеството во емисијата и се надевам се гледаме во наредна прилика. На поканата, па ќе ви информирам секој наша натамошна активност. Благодарам. Пријатно.